Добро вечер во второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Следи кратка најава за дел од настаните во него. По повод Митровденското одбележување на денот на ослободувањето на град Штип, денеска се одржа 25-тиот турнир во стрелаштво. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев го испука првиот куршум. Во Штипскиот клинички центар бројот на абортуси е значително зголемен годинава за разлика од минатата година. Интензивно се работи на патната инфраструктура на источниот регион. Пратениците на ВМРО ДПМН дадоа зелено светло на патните правци Штип Радовиш и Штип Кочани. По повод Митровденското одбележување на денот на ослободувањето на град Штип, денеска се одржа 25-тиот турнир во стрелаштво. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев го испука првиот куршум. Градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев го испука првиот куршум, со што и официјално започна 25-тиот турнир во стрелаштво во организација на стрелашкиот клуб Штип од Штип по повод Митровденските одбележувања на денот на ослободувањето на градот Штип. Најдобрите кои ќе ги постигнат високите резултати ќе бидат наградени со пехари и медали од стрелачкиот клуб Штип од Штип. Учесници има 4 клуба. Чест е да се прославува 25-ти традиционален турнир. По протоколот на турнирот, првото испукување го прави градоначалникот, првата пушка е пука и после турнирот се отвара. Градоначалникот истакна дека општинската власт ќе стори се што е потребно стрелаштвото во Штип да продолжи да се негува. Последните 4-5 години отидоа доста напред. Традиционално организираат турнир по повод ослободувањето на градот. Ова година е 25-ти поред. Сакам денеска да покажете врвни резултати. Ќе биде убаво да речеме да се омасовува овој спорт и да се зашчленуваат и помлади лица во стрелачкиот клуб. Наша обврска како општина е да ве помагаме колку можеме максимално. На турнирот учествуваат членови од стрелачкиот клуб Штип и вработени во армијата на Република Македонија и секторот за внатрешни работи Штип. Пратениците на ВМРО ДПМН и од Штип денеска на пресконференција ги истакна активностите на владата кои се однесуваат на инфраструктурното уредување на патиштата во државата, претежно во источниот регион. Реализацијата на експресниот пат Штип Радовиш е поделена во неколку подпроекти кои се важни за Штип, бидејќи се однесуваат на клучката кај 3 чешми. Ова денес го истакнаа пратениците на ВМРО ДПМН и од Штип на пресконференција, каде меѓу другото ги представија новите активности на владата на Република Македонија, кои што се однесуваат на инфраструктурното уредување на источниот регион. Ова представува еден од поважните проекти за Штип, но исто така значаен и за цела Источна Македонија, бидејќи со него продолжува инфраструктурното осовременување на регионот. Ова е проект кој што ние како пратеници од Штип го ветивме на штипјани. Експресниот пат од Штип до Радовиш ќе биде во вкупна должина од 39 км со широчина од 11,4 метри. Реконструкцијата и проширувањето на постојаната делница Штип-Радовиш ќе биде во должина од 18 км, додека изградбата на нова траса во должина од 21 км до Радовиш. Освен на патниот правец Штип-Радовиш, пратениците дадоа зелено светло и за изградба на делницата Штип-Кочани. Наместо рехабилитација и реконструкција на постојниот магистрален пат А3 се донесе одлука која е уште попозитивна за нас, а тоа е да се изгради нов пат кој ќе биде полуавтопатско решение, односно експресен пат Штип-Кочани. Со изградбата на овие патни правци ќе биде од големо значење за патниот сообраќај, безбедност при патувањето, како и подобрување на економскиот развој. Сакаме да подсетиме дека освен овие два експресни патишта, интензивно се гради и автопатот Миладиновци-Штип во должина од 47 км и истиот треба да го поврзе Штип со главниот град на Република Македонија, а од тука и со Западна Македонија.
Мицевски истакна дека заедно со владата предводена од ВМРО ДПМН дека ќе продолжат да работат на подобрување на условите за живот, како и секогаш ќе ги имаат предвид интересите и барањата на граѓаните. Додаде дека досега се реализирани низа проекти какви што Штип не памети. Започнаа градежните активности за асфалтирање на нова улица во село Габрово Делчевско. За околу една недела оваа улица ќе добие асфалт во должина од околу 300 метри. Нова асфалтирана улица ќе добијат жителите на село Габрово Делчевско. Деновиве започнаа градежните активности, подготовки за тампонирање, а за недела дена и ќе се асфалтира улицата долго околу 300 метри. Ние се надеваме дека оваа улица која што е започната, временските прилики ќе дозволат да ја завршиме во предвидениот рок. Се надеваме дека овие земјани активности кои што сега ги гледате ќе бидат завршени до крајот на оваа недела, а во идната недела, доколку бидат во ред временските услови, се надеваме на асфалт. Мештаните задоволни чекаат децении да се асфалтира оваа улица, која ќе ја користат жителите од 30 на куќи. Малку подобар живот, после 50 години да начекаме, това е. Това е това. После 50 години веќе се направи да малку се живни, иначе това е това. Колку куќи тука ќе го користат? Сигурно 30 куќи. Па што ќе значи да не газиме кал? Ја викам и потворен зид да ставя, а вика не бива, само асфалт, што друго да каже. Како беше досега? Кал, како лошо те. Лошо. Само нашата улица не беше асфалтирана. Като за останали беме. И за сите е убаво. Од време го чекаме това. Се направија, најпосле таа улица од оната рекоа ќе се направија ја. Остана нашта. И кажаа дека ќе ја направат и стварно денеска и она биде. Ето, мисля, още не е бидело, де? Ама чим се вече тука оформува тие работи, ќе биде. И од тоа поубаво нема. Финансиските средства за асфалтирање на улицата се обезбедени во целост од буџетот на општина Делчево. Во Беровско расте бројот на регистрирани земјоделци. Оваа констатација денес беше потврдена на заедничката средба на земјоделците со заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски. Во Беровско расте бројот на регистрирани земјоделци. Оваа констатација денес беше потврдена на заедничката средба помеѓу земјоделците од Беровскиот регион и заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски. Чувам околу 300 грла овци. Сега сум аплицирал само за земјоделско земјиште, друго не сум, сега ќе почнеме. Имаше стар јаболков насад, на истото место засадивме нов вишнов насад, каде ставивме систем капка по капка со помош на парите на средствата од Агенција за финансиска поддршка. Апелирам до сите млади земјоделци да не се плашат, да пробаат, да работат, сточарство, земјоделство, било што. Најголема сатисфакција за нас е тоа дека постојано се зголемуваат барањата на повеќе јавни повици, на повеќе јавни огласи, било да е тоа за доделување на земјоделско земјиште, каде што воведуваме и транспарентна постапка за доделување на земјоделското земјиште и за комерцијални намени, меѓутоа и за оние кои што сакаат локално, семејно да се занимаваат, да можат да екзистираат како фамилии, да обезбедат нормална екзистенција, да прехрануваат семејства, да обезбедуваат образование. Освен самостојните земјоделци, задоволство од резултатите и искористувањето на средствата преку разните програми кои ги нуди Министерството за земјоделство, покажа и фирмите кои во текот на изминатата година бележат одлични резултати. Имаме една успешна апликација во агенцијата ИПАРТ. И веќе сме тргнати во реализација, така што следната година нашиот капацитет ќе биде некаде 300 до 500 тони слива, што е еден сериозен капацитет. Инаку средствата за располагање кои што ги има општина Берово за наредниот период изнесуваат околу 34 милиони денари. Со половина милион евра внесени во општина Берово, тоа е еден бенефит кој колку и да сакаме ние да кажеме дека можеме да го надоместиме преку собирање на данок од граѓаните, сепак тоа е невозможно. Преку програмата за рурален развој во наредниот период во општина Берово ќе се реализираат 3 крупни проекти, истакна заменик министерот Костадинов. Аплицираше со проект за изградба на кружен тек во Берово, кој што се поврзува со регионален прат во вредност од околу 8 милиони денари. Понатаму исто така и предвидено изградба на улица во село Смојмирово, исто така нова инвестиција и инвестиција во изградба на пат кој што е по локален пат Берово-Бланица, кој што е исто така нешкаде во вредност повеќе од околу 11 милиони денари, значи се вкупно некаде околу 21 милион денари.
Од 15 ноември стартува законската обврска за носење на зимска опрема, која е задолжителна се до 15 март идната година. За непочитување на оваа обврска следува парична казна. Сообраќајната култура е нешто што треба да го поседува секој човек. Со цел да се обезбедите себе си, а и другите учесници во сообраќајот, треба да ја почитувате поставената сообраќајна сигнализација, но и законската обврска за користење на зимска опрема за време на предстојниот зимски период од 15 ноември до 15 март идната година. Кај возилата до 3,5 тони потребно е да имаат зимски гуми, доколку ги имаат и со длабочина на шара од 4 мм, доколку не, летните гуми исто така треба да бидат со 4 мм и на погонските тркала да имаат ланци за снег. Тоа е за возилата до 3,5 тони носивост, максимална дозволена тежина, додека пак кај возилата на 4 кои имаат погон на 40 тркала, потребно е да имаат зимски гуми исто така на 40 тркала со длабочина од 6 мм шара и или длабочина на шарата кај летните гуми од 4 мм, но исто така носење на ланци за снег. Што се однесува за возилата над 3,5 тони, значи исто така зимските гуми на сите тркала ќе биде потребно да бидат со шара од 6 мм, додека кај летните со 4 мм и носење на ланци на погонските тркала, за погонските тркала со соодветна димензија на ланците. Поради оштетување на асфалтните површини при користењето на зимска опрема во патниот сообраќај не се дозволени гумите со клинци. Додека пак кај автобусите и товарните возила потребно е да носат дополнителен алат за снег, значи кај оние кои немаат можност за поставување на ланци, но затоа имаат обврска на сите тркала да имаат зимски гуми. Секој собственик на моторно возило е должен да го направи своето возило безбедно за зимски услови, како и да ја поседува пропишаната зимска опрема. Стандардно за неносењето на задолжителната зимска опрема предвидена е парична казна. Во мултимедијалниот центар на Угада, кој се наоѓа во склоп на економскиот факултет, се одржа научен симпозиум. На симпозиумот, кој го организира Факултетот за медицински науки, се дискутираше на повеќе теми поврзани со стоматологијата. Денешниот симпозиум на тема естетски концепти за функционална оклузална рехабилитација е во рамки на програмата за континуиран професионален развој и едукација на стоматолозите од општа пракса во Република Македонија. Конкретно темата е колкава е взаимноста и конектираноста на повеќе гранки од стоматологијата и колкаво е нивното влијание. Пред се проблематиката на функционалноста на џвакалниот апарат и проблематиката на естетиката, кои денес се прилично застапени во светот па и кај нас. Предавачи поканивме од Романија, кои работат и презентира некои современи методи за диагностицирање на функционална проблематика со дигитална компјутеризација или дигитално камерно снимање и пренесување на функционалните проблеми компјутерски. Преку презентациите присутните беа запознати со примената на чекорите во решавањето на естетиката кај пациенти со слична проблематика, претежно за стоматолозите кои во пракса се соочуваат со пациенти со токму таква проблематика. Ја мислам дека и нема пациенти без таква проблематика. Функционалното пореметување во оклузалниот, во жвакалниот апарат е многу честа појава, имајќи го предвид тоа што и кај нас во нашата република некако оралното здравје не завзема видна положба или видно ниво. Според Миноска, оралното здравје е процес кој треба да се одржува од рана возраст и континуирано да трае во текот на животот. Што се однесува до проблемот со кој некои се соочуваат, а се однесува на ноќното шкрипење со забите или ноќната апнеа, во овој случај треба да се вклучени повеќе медицински специјалисти предводени од стоматолозите кои користат специјални апарати. Procentele de
a melhorare a situațiilor clinice corect diagnosticate și indicate spre tratament. Секако доколку претходно е добро диагностицирана ова проблематика и имаме добри насоки за третман и незиното решавање, Arată o îmbunătățire a indexului apnee-hipopnee. Имаме подобрување во третманот, односно имаме многу добри резултати. A indexului de saturație cu oxigen a sângelui. Секако тука е битен индексот за задоволување на кислородот во крвта. Секако и битен е и воздухот кој што го дишеме. În procente de 65-70%. Помеѓу 65 и 70% од овие проблематики. Asemănătoare cu procentele care atestă eficiența SIPAP-ului. А секако тие се во на исто ниво, односно во иста линија и доколку го користиме тој специјален SIPAP апарат. Din păcate, но multe din situațiile care necesită astfel de tratamente, на жалост, голем број од овие случаи кои што е потребен третман со различни апарати, având cofactori cauzali mult mai multe elemente, во суштина на тој проблем постојат и други етиолошки фактори, значи не е само еден. Директни причинители за оваа појава се дијабетесот, прекумерната телесна тежина, изголемениот крвен притисок, како и невролошки заболувања. Истражувањата покажуваат дека жените живеат подолго од мажите. Односно, просечно жените живеат до 77 години, додека мажите до 72. Еве што мисли народот на оваа констатација. Македонските жени живеат подолго од мажите. Животниот век на жената е подолг за 4,5 години од мажите. Жените во Македонија просечно живеат 77 години и за 4,5 години повеќе од мажите, кои во просек живеат 72 години. Стапката на смртност лани се зголемила за 1,8% во однос на 2012 година, а како најчести причини за смртта се болестите на циркулаторниот систем и неоплазмите. Во просек, жените живеат 5 до 10 години подолго од мажите. А зошто е тоа така се заслужни и културата, генетиката, професијата, имунитетот и останатите фактори кои имаат влијание кај долговечноста на луѓето. Жените почесто одат на лекар, тие повеќе се трудат околу превенирање на болестите, навреме сваќаат дека треба да ги сменат навиките, поздраво се хранат, помалку пијат и пушат, додека кај мажите е обратно. Сепак да го слушнеме мислењето на граѓаните. Зошто жените во Македонија имаат подолг животен век од мажите? Јас гледам дека они имаат помалку мозок, имаше емисија и они еден грамли, дел од грамли имаат помалку мозок и не се нервираат и затоа повеќе живеат. Да ви кажам искрено, они се пазат. Одат си на доктор редовно, те мојата жена која а јас ако дојдам 99% пред умирачка, тогава мажите ние малку сме тврди за тие работи, не одеме толку на доктор. Па мислам дека жените се подобро ситуирани за разлика од мажите сега, во овој современ свет. Не е што било на времето, нели? Жената е била малку да кажеме, угнетена од аспект на нашето општество, сега се више окей, подобро ситуирани, подобро се. Ноември е месец на машкото здравје, а депресијата е главна тема месецов, во кој мажите со апсолутно потребната поддршка од понижниот пол. На оригинален начин се обидуваат да ја подигнаат јавната свест за машките здравствени проблеми. Македонија, месецот на машкото здравје ноември, го одбележува по 4ти пат. Абортусот не е единствено решение за предвремено прекинување на непланирана бременост. Сепак во Штипскиот клинички центар бројот на абортуси е значително зголемен годинава за разлика од минатата година. Секоја жена треба да има контрола на своето тело и моќ за самоопределување, бидејќи тие се најпогодени од процесот на репродукција. Сепак, абортусот не е единствено решение за предвремено прекинување на непланирана бременост. Добро промислена одлука може да спаси ново формиран живот. За таа цел во Штип веќе 3 години успешно работи Центарот за советување жени со непланирана бременост, насловен Лидија Срце што чука.
Она што во прв момент ние го правиме со самите жени е се обидуваме да сватиме и да дознаеме од нив зошто размислуваат за абортус. Зошто го гледаат абортусот како единственото решение што им се нуди и зошто не може да размислат и за другите две можности што ги имаат. Значи да го задржат бебето, да го чуваат или пак евентуално да се даде на посвојување. Но единствено нешто што на жените им треба некој да им каже дека тие се силни, дека тие можат да издржат, можат да донесат добра одлука за која што нема да зажалат понатаму во животот. Покрај сосовете центарот им нуди и материјална помош која ќе им помогне во првите денови откако бебето ќе дојде на свет. Можеме да им обезбедиме количка, креветче, памперси, облек, хигиенски препарати за бебето, така што нема да бидат сами, нема да бидат оставени сами на себе. Иако овој центар е формиран со цел да се намали бројот на абортуси, сепак бројките според клиничката болница од Штип покажуваат пораст за оваа година. Само за 10 месеци има 111 абортуси, додека во 2014 година бројот е доста помал, изнесува само 76. Во колку се случи жената да и понатаму сака да ја прекине бременоста, таа мора да потпише писмена изјава и после потпишувањето на писмената изјава треба после 3 дена тие пак да дојдат кај нас и ако сакаат да ја прекинат бременоста. Кај нас исто така постои и комисија за прекинување на бременоста, ако жените имаат бременност поголема од 10 недели. И таа комисија се состои од гинеколог, од интернист и од социјален работник. Во оваа проблематика треба да се вклучат повеќе институции кои би можеле превентивно да делуваат на жените пред да се одлучат на абортус како крајно решение. Дневниот центар од Делчево за лица со посебни потреби ја подготвува театарската представа која ќе одиграат на 22 ноември во Драмски театар во Скопје. Во представата се вклучени инклузирани деца и од Средното општинско училиште Методи Митевски Брица од Делчево. Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост од Делчево се одзва на иницијативата на Министерството за култура и Министерството за труд и социјална политика, со која кон крајот на месецот ќе учествуваат на настанот културата и лицата со посебни потреби. За таа цел во подготовка е театарската представа Преку зидот, која се подготвува заедно со лицата со интелектуална попреченост од Делчево и инклузирани деца од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Центарот за социјална работа, Министерството за култура и Министерството за труд и социјална политика имаат покренато една иницијатива за вклучување на лица со посебни потреби во културни настани. Ние ја прифативме со задоволство поканата од Министерството за култура да учествуваме со наша театарска представа. Иако не е едноставно да биде таа целосно да биде подготвена, сепак имавме доволно време и подготовките за представата се веќе при крај, со тоа што на 21 или 22 ние ќе земеме активно учество на така наречено културата и лицата со посебни потреби. Најава за учество на овој настан има од речиси сите дневни центри за лица со интелектуална попреченост од државата, настан кој што ќе има и натпреварувачки карактер. Интересно е тоа што победниците од овој фестивал ќе бидат на турнеа во Турција и некои други држави, што нам по-ни е битно самото учество и оној дел на интеграција и социализација и вклучување во тој дел од сферите на културното живење на оваа целна популација, се разбира. Настапот со театарската представа Преку зидот на лицата со интелектуална попреченост од Делчево и инклузирани деца од Делчевската гимназија ќе се реализира на 22 ноември во Драмски театар во Скопје. Американската администрација ќе отвори нови центри за регистрација и проверка на бегалци од Сирија пред нивното испраќање на територијата на Соединетите Американски држави. Одлуката е донесена откако во септември председателот Барак Обама најави дека САД ќе презема дополнителни 10.000 сирийски бегалци во 2016-та. Американскиот Стейт Департмент објави дека ќе биде отворен центар за проверка на бегалци во ирачкиот град Ербил пред крајот на годината, а следната година повторно ќе почне со работа таквиот центар во Бејрут. Белата куќа не соопшти колку дополнителни бегалци ќе примаат САД, но според представници на американската администрација се бараат начини таа бројка да се зголеми. Стейт Департментот има 9 центри за проверка на бегалци во светот.
Откако ги прегледаат двете црни кутии од рускиот патнички авион што се урна во Египет, европските експерти синоќа соопштија дека причината за несреќата не била случајна и дека по 24 минути од полетувањето во леталото дошло до експлозија. Како што јавува CNN, повикувајќи се на Франс 2, експертите објавиле дека врз основа на снимките од разговорот во пилотската кабина и податоците за летот, утврдено е дека експлозијата не била несреќен случај, како и дека во почетната фаза на летот немало никакви знаци за механички дефект. Во текот на првите 24 минути се било во ред, а потоа во дел од секунда дошло до прекин и немало никаков разговор во пилотската кабина, што експертите ги уверува дека во авионот била поставена бомба, објавила телевизијата Франс 2. Претходно рускиот председател Владимир Путин се согласи со препораките на Федералната служба за безбедност да се прекине воздушниот сообраќај со Египет додека не бидат разјаснети причините за несреќата. Министерството за внатрешни работи на Србија објави снимки од апсењата на двајца дилери на дрога, за кои српскиот министер Небоша Стефановиќ изјави дека се најголемите во Србија. Стефановиќ кажа дека во акцијата во која покри апсениот наркобос со иницијали МТ од Нови Пазар били уапсени уште 4 лица. Српскиот министер истакна дека полицијата утринава влегла во просториите и становите кои биле користени на териториите на Нови Сад и Нови Пазар, преку кои со години бил шверцуван хероин од Турција низ територијата на Србија кон Западна Европа. Стефановиќ изјавил дека српската полиција во последните 4 месеци запленила 13 килограми хероин на таа криминална група, а дека преку акцијата биле откриени организаторите и врвот на пирамидата на шверцот на дрога, истакнувајќи дека било најдено и автоматско оружје. Продолжува надпреварувањето во првата фудбалска лига. Утре ќе се одиграат надпреварите од 14-тото коло во најсилното надпреварување во Македонија. Откако загуби со второ пласираната екипа на табелата Шкендија, штипските сини утре ќе ги одмерат силите со лидерот на табелата Вардар во Скопје. Во останатите надпревари кои ќе се одиграат во рамките на 14-тото коло се очекува интересен дуел помеѓу екипите на Силекс и Работнички, каде што Работнички со бод повеќе се наоѓа на третата позиција, додека Силекс е на четвртото место. Царев двор на домашен терен ќе ја пречека последната екипа на табелата, односно Металург. Екипата на Турново ќе гостува кај Шкендија и Шкупи ќе ја пречека екипата на Ренова, каде што и двете екипи имаат по 16 бода. Надпреварите се закажени за 13 часот. Македонскиот шампион ЖРК Вардар го очекува можеби најважниот надпревар во Лигата на шампионите во рамките од четвртото коло. По убедливата победа над Миттеланд во минатото коло во спортскиот центар Јане Сандански, Вардарки подготвени и мотивирани во Данска ќе се борат да ја зацврстат позицијата на табелата. Левото крило Маја Сокач за официјалниот клубски сајт изјави дека сите девојки се подготвени и желни за трета победа во низа на гостувањето кај Миттеланд. Победата во Скопје над Миттеланд одлично ни дојде. Потребно е само идентична игра како што игравме овде и ништо друго. Покажавме како се игра одбрана, како се игра напад, така што би сакала да ја повториме истата игра, изјави Сокач за официјалната веб страна на ЖРК Вардар. Овде е крајот на дневникот. Ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.